Председателе, почитуван македонски народе, почитуван министре, почитувани медиуми и колеги. Нов ден, ново задолжување, нова криза. Ако нешто имаме на претек во оваа држава, тоа се кризи во низи. Кризите ни станаа животен сопатник. Колку и да не убедувате дека ситуацијата е под контрола, надвор е суровата реалност која веќе не може да се сокрива, а тоа е колапсот на Елем и Мепсо, кој за многу брзо време може да го почувствуваме сите и ќе го почувствуваме сите, односно сите домакинства, како и целото стопанство. Виновникот е еден, причината е една – владата и лошото менаџирање. И тоа не ни се случува од вчера. Но владата дефинитивно имаше поприоритетни задачи од типот локални избори, киднапирање пратеници, за да си обезбеди месец-два пуста власт, без оглед на тоа колку ќе не чинат владините игранки. Локалните избори завршија, а со нив и лажните убедувања дека ситуацијата е стабилна. До толку била стабилна ситуацијата, што дури и изумија да предвидат средства во буџетот за справување со енергетската криза. До толку била стабилна ситуацијата, што веднаш после изборниот дебакл владата донесува една крајно задоцнета уредба за прогласување на кризна состојба, со која пак повторно сакаат да ја изманипулираат македонската јавност дека оваа уредба се носи заради исполнување на обврските од Законот за енергетика. Но, доколку било кој погледне што точно вели Законот за енергетика, повторно на површина ќе испливаат лагите на власта, затоа што крајниот рок за донесување на оваа уредба е јули 2019 година. Значи, министерот за финансии задоцнил со донесување на уредбата, речиси 2 години, за што сведочи и фактот што ние уште пред 1 месец го исполнувавме условот за прогласување енергетска криза, затоа што уште пред 1 месец имавме недостаток од над 40%. И што се случи веднаш после изборите? Така наречените експерти по енергетика од СДС, собрани на купче во така наречената Комисија за следење на состојбите во снабдувањето со електричната енергија, даваат предлог за прогласување на кризна состојба, а владата пак веднаш се одзива и го прифаќа предлогот. Вака експресно да се одзвивавте на предлозите и барањата од граѓаните, ќе ни цутеше државата. И евенија денес вистината во очи, преточена и официјализирана во уредбата за електроенергетска кризна состојба. Сега и денес веќе никого не го интересира колку пратеници има власта. Веќе никого и не го интересира по колкава цена ќе ја набавуваме електричната енергија, туку дали воопшто ќе имаме струја, како и дали ќе ја преживееме зимата. Да ве потсетам и на шарените лаги дека бевме шампиони во енергетиката, дека продававме вишоци на електрична енергија и при тоа заработувавме од продажбата. Арно ама, сега, кога најмногу ни е потребна електричната енергија, состојбата со празните акумулации и отсуството на резерви ги делегитимира предмалку споменатите самопрогласени шампиони во енергетиката, заради кои станавме увозно зависни, а увозов во моментов не чини 4 пати повеќе. Македонскиот народ е посиромашен за 4 милиарди денари, кои ќе се префрлат на Елем и Мепсо, за да им овозможиме и понатаму вака успешно да работат на нашите плеки. Како што си ги плаќавме партиските вработувања во Мепсо, кожните фотели, камионите во рек Битола од фирмите блиски до власта за 5 години да вртат низ комбинатот, така ќе си ја платиме и фактурата од Мепсо, која изнесува 15 милиони евра. Празните акумулации на хидроцентралите, честите дефекти на постројките, се помалото домашно производство, багерите во дефект,
Новата опрема и камионите што вчера ги купивте стојат неупотребени затоа што немало кој да ги вози. Зошто? Затоа што власта не вработуваше возачи, туку вработуваше административци. 5 години измина како не е изграден ниту еден нов капацитет. И наместо сега веќе да имаме најмалку 200.000 тони наш јаглен, власта сега распишува тендери за набавка на истиот и тек допрва ќе се правеле физибилити студии. Што правела власта досега? Зошто немаме никаква енергетска стратегија? Зошто никој не предвидел дека ова може да не снајде? И врз основа на кој критериум се предвидува дека кризата ќе трае 6 месеци, се само малечок дел од прашањата кои сведочат за фактот дека оваа власт единственото нешто на што не навикна е да сме подготвени за секаква криза во секој момент. Со еден збор, криминалот, неспособноста и недомакинлукот креираа енергетска криза која ќе заврши со уште поголема и потешка финансиска криза. Рек Битола едвај работи, резерви на јаглен нема, ископ на јаловина и откривка за ископ на јаглен нема, рек Осломеј нема јаглен, Тец Неготино нема мазут, хидроакумулациите се празни, ама, според министерот Бектеши, ќе се издвоеле средства од буџетот за граѓаните и домакинствата да не почувствувале криза. Да му верува човек, ќе си помисли дека средствата од буџетот се пари кои власта ќе ги издвади од џеп, па власта ќе биде таа која што ќе треба да трпи, а не и да штеди, а не народот. Ајде да речеме дека ќе увеземе јаглен. И тоа е невозможна мисија и многу скапа опција, затоа што никој нема да ни продава јаглен, бидејќи сите ќе си го чуваат за себе. Воедно, увезувањето јаглен ќе удри и врз животната средина, затоа што во таков случај 300 до 500 камиони дневно би возеле кон Битола, па тука следува истоварање, претоварање, оштетување на патиштата, многу прашина и слично. Ама, кој знае пак, може би планот ви е целосно да го имплементирате зеленото сценарио за чиста животна средина и тоа на тој начин што производството на енергија ќе биде нула. И на добар пат сте. Замислете, Бислимовски дури ни кажа дека требало да бидеме солидарни, бидејќи била кризна година, па и дека не било време за паника и сите да сме си се помагале. Епа, почитувани, нас секоја година ни е кризна, па веќе и не паничиме, а начинот за да си помогнеме сите е еден, сите заедно да ја турнеме оваа власт. И за да биде уште поинтересно, во наводници со член 8 став 4 во уредбата, си уредиле да си се изземат од одговорност сите што не ни обезбедиле навремено електрична енергија. Тоа е она што ние го викаме поигрување со народните пари. Па и амнестијата од одговорност на сите ни е јасно чива карактеристика е. И за крај, не заборавајте дека со оваа криза ќе бидат погодени и компаниите, бидејќи сите знаеме дека основа за формирање на цените е струјата. И ако тезата на министерот Бектеши е дека нема да има зголемување на цената на струјата, нашата теза е дека во тој случај Елем и Мепсо ќе банкротираат. И да ве прашам, како ќе е развој на економијата со замрзнати цени, кои пак ќе ги замрзнете откако ги качивте до неподносливо ниво за граѓаните? Краен заклучок е: арно си поставивте хармоникаш на чело на компанијата, само лошо е што веќе ниедна песна не весели. И може би нема да ги замрзните цените, ама сигурно ќе ги замрзните граѓаните. Ви благодарам.